Почитувани драги студенти, драги гледачи. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски пулс. Денеска со особено чисти задоволство, заедно со мене во студиото се деканот на медицинскиот факултет, професор доктор Светозар Антовик и председателката на факултетското студентско собрание Надица Танчева, која исто така е 6-та година, во последната година од своите студии со положени сите испити, при тоа демонстратор на катедрата по анатомија. Денеска ќе оствариме еден разговор со кој што ќе можеме да ги запознаеме и идните студенти кои што планираат да се запишаат на медицински факултет, да ги запознаеме со самите студиски програми, со самата студиска програма по општата медицина, да ги запознаеме одблиску деканот на медицински факултет професор Светозар и да ја запознаеме председателката на факултетското студентско собрание. Добар ден и добре ми дојдовте во студиото. Како сте? Добар ден, Филип. Благодарам прво за поканата. Сум бил во многу студија, искрено вам мислам дека е најубавото од кое што сум го видел. Во крајна линија најпријатното, особено кога разговарам со студенти. Баш ми е мило. Надица, добар ден, Филип. Ти благодарам уште еднаш за поканата и навистина ми е драго што еве со деканот сме твои гости денес. Баш ми е мило, мене ми е навистина ептени чест и задоволство и драго ми што сте денес овде, затоа што токму јас доаѓам од медицинскиот факултет, иако ова е една друга визија, студентски пулс, повеќе новинарство тука е застапено, ама сепак нели сум студент на медицинскиот факултет и можам слободно да кажам дека навистина на секој студент, а на мене особено медицинскиот факултет ми е во срцето и некако ми е вмрежено и баш сакам кога имам гости од медицински факултет. Јас би започнал со професорот и со деканот професор доктор Светозар. Професоре, да се навратиме малце на вашите почетоци. Зошто ви одбравте да студирате медицина? Како беше да се студира медицина во ваше време? Дали имаше огромни предизвици со кои се соочувавте? Мала дегресија. Јас сум исто изненаден дека правниот факултет има вакво студио и бидејќи сте многу активни на тоа поле, стварно го следам инстаграмот на ФСС. Мислам дека заслужувате стварно да имате на домашниот факултет едно вакво студио и се ќе направам да едно вакво студио креираме на медицинскиот факултет, каде што ќе можете да правите подкасти поврзани само за медицина. Како почнав на медицина? Ја некако се осеќам дека немав баш многу избор, заради тоа што за тоа е виновна сестра ми. Имам сестра која што е 4 години постара од мене, она е гинеколог и она беше средно медицинско, 4-та година и во 4-та година сестрите одат во операциони сали, бидејќи ги гледаат инструментарките како работат и памтам ја 8 оделение тогаш, доаѓаше дома и буквално паѓаше стану не се слеле како може ова да го работат. Не сум ја слушнал да зборува со поголема восхит за нешто. И јас тогаш решив, бидејќи 8 оделение, таман тогаш некако се формираш дека ќе бидам хирург. Не доктор, него хирург. И тоа стварно беше така и се запишав дури во средно медицинско, бидејќи сестра, осек сестра, бидејќи тие одат нели во сала во 4-та година и едва чекав да дојде 4-та година за да отидам во сала. Така да во тие, да речам, средношколски денови стварно ми се раѓал на вистинска љубов кон медицината. Тогаш средното медицинско беше навистина едно многу тешко школо, војнички малтане поставено. Нас тогаш професори не беа професорите од клиничките клиники, од клиничкиот центар. Например, хирургија ми предаваше професорот Савевски. Во средно, кој што потоа пак не беше професор и на факултет. И беше стварно така едно школа, респектирано, мисля, че ни во регионот. Колку беше строго, толку знаеше буквално да ви ја всади таа љубов кон медицината. И така некако природно после средно медицинско дојде да отидам на медицински факултет, кој што морам да кажам, тогаш беше полесен отколку да завршите средно медицинско школа со одличен успех. Така, тоа беше одамна. Дали се соочувавте со предизвици во текот на вашето студирање? Па сега не знам на точно какви предизвици мислиш, Филип. Ако мислиш на некое двумење дали требаше на ова да се запишам во смисла на тежината на факултетот, навистина тогаш тој факултет беше како да кажам интегриран факултет со клиничкиот центар.
Немаше ваква поделба на медицински факултет и клинички центар, него сето тоа беше еден универзитетски клинички центар. Деканатската управа беше таа која што го раководи практично клиничкиот центар. И тоа беше се така до 96-та година. Тогаш се расформира клиничкиот центар, се поделија институтите како ОЈ или ОЗТ како беше медицински факултет и клинички центар. Значи сите на посебни правни единици практично се расформира и со тоа се изгуби таа интегрираност. А зошто викаме важна? Заради тоа што тогаш буквално факултетот можеше да носи било какви програми кои што по дефолт се имплементираа на клиниките, бидејќи беа една иста целина раководена од еден центар. Потоа таа трансформација се виде дека не е можда добра, па во 2008 година ги вратија институтите на факултетот, меѓутоа клиничкиот центар не само што не се врати, туку дури се дорасформира, отидоа во посебни помали клиники, секоја клиника свој правен субјект. Така да сега се соочуваме со малку потешка, да речеме, со потешко реализирање на програмите, токму заради тоа што имате многу директори кои што сите некако треба да се сложат кога некоја програма се спроведува. Во таа смисла факултетот тогаш мислам дека функционираше подобро, меѓутоа пак новиот ЕКТС систем овозможи па да речеме поголема интернационализација на студиските програми, тоа е па нешто што е добро. Можда малце се намалија тогаш стандардите на студирање. Порано немаше на броење, нели овој колоквиум волку, овој колоквиум волку, па на крај толку оцена, него беше буквално субјективно мислење на професорот. Немаше ни толку многу професори, така да и критериумот некако на оценување беше поунифициран. Меѓутоа кажав, мислам дека јас полесно го поминав медицинскиот факултет отколку средното медицинско училиште и се уште го памтам професорот Еленчевски. Неговата ќерка се е декан на стоматолошкиот факултет и моја добра пријателка, ја поздравувам во оваа прилика. Така да тоа е. Тоа е горе-доле вака што можам ја да се сетам за предизвици мои додека студиравме. Не знам, баш ме интересира вашите предизвици сега какви се. Да. Апсолутно сега за тоа и Надица ќе ја прашам. Јас генерално кога мене ми доаѓаат студенти од било кој факултет, сум имал гости од медицински факултет прилично доста студенти, па ги прашувам како е да се биде студент на медицински факултет во денешно време. Одлично. Мислам, јас имам кажано неколку пати колку шанси да имам, пак ќе се запишам на медицински факултет. Сигурно се разликува од тоа што го говореше деканот за како било во времето кога деканот студирал. И тоа првично се разликува во однос на програмата, нели ние сме по ЕКТС систем, имаме поголем број на предмети, поголем број на полагање и така натаму, меѓутоа нешто што баш би го издвоила како е да се биде студент на медицина денес, е тоа што студентите на медицина денес имаат поголема достапност на информации. Со интернетот, со вештачката интелигенција, ние во секое време може да пребараме за одредена тематика. Е сега она што нас не прави добри во однос и како треба ние да се снајдеме во однос на тоа поле е соодветно да ги селектираме тие информации. Да пребаруваме од различни пребарувачи, медицински датабази и така натаму, истите да ги сумаризираме соодветно. Е сега тоа може би е добро, заради тоа што со еден клик имаме многу информации, меѓутоа и од друга страна е лошо, бидејќи треба да знаеме како истите да ги селектираме. Тоа е различно, нешто што станува исто е желбата и љубопитноста, односно гладта за знаење која што треба да имаме и ние студентите, така било и порано, со цел да сме квалитетни, да сме соодветно спремни за предизвиците кои што во иднина не чекаат. Апсолутно се согласувам со тебе. Надица, кој ти беше најтежок предмет во твоите студии со оглед на тоа дека ти веќе си дипломирана и завршена студентка? Па сите си имаат реално своја тежина. Би ги издвоила патологија и анатомија 3, односно анатомија на глава и на врат.
сега зошто условно речено најтешки, но тоа може би поради обемноста на материјалот кој што нели има многу информации кои што на прв поглед при првото читање и второто и третото можеби изгледаат неповрзани. Сега, она што треба ние да го направиме е да потрошиме повеќе време за да најдеме логична поврзаност помеѓу сите тие информации кои што и така имаат логична поврзаност. Сега тоа нели нормално се троши време, па поради времето кое што сум го потрошила за да ги спремам тие предмети, патологија и анатомија. Дополнително се додава и академскиот стрес. Зошто? Затоа што те не се условни предмети кои што треба да ги положиме на време и така натаму. Големи предмети се, сакаме високи оценки, па и тоа се додава и така. Ете тие два предмети ми биле, да кажеме, најтешки. Институтива значи. Да, институтива. Апсолутно ќе се согласам затоа што јас моментално го поминувам тој пат и привршувам нели со трета година и со институтите. Професоре, вас кој ви беше најтежок предмет? И убедлива анатомија. У тоа време анатомија беше, знаете како ние викавме, ако положиш анатомија си пишуваш Д, ако ќе положиш патофиза си пишуваш Р. Нема доктор си беше готово. Пошто анатомија буквално ја квадрираше пола од наша генерација и патофиза ја квадрираше останатата половина. Беа претешки тогаш стварно тие предмети. Не знам денеска какви се, меѓутоа мислам дека тогаш стандардите на тие два предмети беа навистина многу големи. Јас сам си го направив физиологија да ми е тежок, бидејќи толку го сакав тој предмет. Ја и денеска мислам дека Гајтон е најубавата стручно напишана книга на било кој факултет и кога го читате Гајтон и сега мислам дека се сежам. И по игра на некоја случајност професорката ми става 9-ка. Ја викам нема шанси, ја 9-ка имам физиологија кога толку многу се учев и го сакам тој предмет. И го преполагав. Преполагав 9-ка по физиологија. Со тоа што сакав да преполагам на иста пријава, за да не чекам наредната сесија. И тогаш памтам шеф, мислам дека беше Ѓорџевиќ, и отиде во деканат. Човекот вика, ја во кариера 30 години, не ми се случило ова сега да преполага некој 9-ка. И на истата на пријава, потоа полагав. Така да јас си го направив тежок, иако тоа беше стварно и сега мислам дека е еден од најубавите предмети кои што студентите по медицина навистина треба да го поминат од А до Ш, што се вика. Да, апсолутно се сложувам. Професоре, сега кога вака сте на позиција декан, имате богата академска кариера, плюс исто така работите во склоп на клиничкиот центар и нели односно си работите на хирургијата, односно абдоминална хирургија, дали да се вратите биделе по истиот пат или нешто ви промениле? Сигурно пак би одбрал медицина, ама ако ме вратите у средно медицинско, не знам, може да се премислам. Не, ја и тогаш знаев дека ќе биде хирургија, некако во текот на студирањето, бидејќи навистина имав одбрана специјалноста, знаете, се трудите, како што кажа Наде, многу информации има во медицината, ама се трудите да ги селектирате нешто ќе ви помогнат за специјализацијата по хирургија. Мислам дека ништо не би променил искрено. Ја тогаш бев многу активен и со спортот, тренирав спортско качување, клајминг, бев и во репрезентацијата на Македонија, така да мене студентските години ми поминаа така помеѓу спортот и медицината. За среќа имавме професори кои што беа строги, меѓутоа либерални во однос на предавањата, па знаеа некогаш да прогледаат на прсти ако не сте на предавања, а ние многу често тогаш со репрезентацијата патувавме, така на ништо посебно не ви сменило, Филип, не знам. Така. И вие. Јас исто, да. Да, дефинитивно се согласувам. Еден од најубавите периоди во животот, јас уште сега тоа го заклучувам. Спомнавте дека вашиот нели вашите студентски денови се поминати и би биле помеѓу медицината и спортот. Како беше во тоа време колегијалноста, дружбата, имаше ли дружба, дали имаше колегијалност и колегијално почитување пред се? Имаше. Мислам дека и денеска го има, со тоа што она што тогаш постоеше еден медицински факултет во државата.
И на вистина таму се запишува стварно најдобрите средношколци. Ние си ги викавме нели бубалеци, кои што многу не се држат, ама не беше така. Имавме и една студентска организација, она што стално некако ја критикувам, сега сте 3-4, така, студентски организации по медицина, ама гледам обиди дека се почесто соработувате, сега наводно заедно да се искачувавте за денот на здравјето. И ја тоа секогаш го поздравувам, бидејќи како една сила сте и по-видливи и по-силни во своите барања. Така да таа студентска организација тогаш беше доста активно со останатите факултети, се организира разни спортски настани, универзијади ние ги викавме. Сега има некоја универзитетска лига, нели бевме први во севкупен пласман минатата година. Победник, да. Што беше посебно фасцинантно за мене, бидејќи ќе ви раскажам една анекдота. Се спремаме ние за универзијада и мене ме викаат у фудбалската екипа и се закажуваат ќе тренираме. Секој вторник ќе сме иделе, викам, што ќе тренираме бе луѓе, кај ќе тренираме, електро имате, машински, див, маж до мажи, викам, да не направат салата, какво, викам за тренирање. И викам, види, имаш два начини да бидеш симпатичен. Едниот е да си топ во тоа што го работиш, така. Другото е да се трудиш, да си нели смешен во сето тоа. И викам, ние да бидеме вториве таму докторски мајци ќе трчаме нешто по топкава. Така да имаше дружење, имаше меѓу студентите многу дружење во тоа време, ама верувам дека и денеска е. Да. Затоа би ја прашала еве Надица сега. Надица, има ли колегијалност помеѓу студентите на медицински? Да, апсолутно сметам дека има колегијалност и тоа го сведочам секојдневно, сум го почувствувала и јас. Еве би кажала еден пример, баш кога во јунската сесија ги спремавме сите последните испити од мојата генерација, секоја минута ти е важна, брзаш со време и така натаму. Една колешка, јас полагав трудова медицина, колешката полагаше друг предмет во тој период, нели поради различни декади избирање и така натаму. Колешката сама своја иницијативно се понуди со мене да ме прислуша за да се почувствувам јас посигурно во однос на материјалот. И тоа што е онака баш за пофалба и она што треба да се напомене е дека тоа природно се доаѓа. И јас бидејќи во читална учев во текот на моите студии, цело време го гледав тоа. Студенти постари 5-6 година објаснуваат на помали студенти, некој го положил испитот, доаѓа го преслушува колегата за да добие на сигурност. И тоа е она што е колегијалност. Поддршката која што си ја даваме едни на други, не само ние меѓу себе што сме наша година, туку и со останатите студенти од другите години. Совети, поддршка, мотивација, тоа е она што е колегијалност и навистина постои на медицински факултет. Значи сите учат заедно, се испрашуваат, повторуваат. Така да, постои. Ама немој се дружењето све околу медицина. Не. Да, денеска е многу интересно затоа што многу од студентите и веќе поради тие самите организации кои што ги спомни професорот, и организациите на медицински па и организациите на универзитетско ниво некако се трудат да ги спојат и да ги вмрежат сите студенти со настани и со забави или што се организираат и мене баш ми е драго за тоа што некако во студентските денови се формираат едни од побитните контакти, дали тоа би било со студенти од медицина кои што сме колеги или би биле од други факултети, исто така многу битен сегмент. Така да мислам дека остануваат тие пријателства за секогаш и се согласувам дека има колегијалност во моментот, има пријателство и можеби се формираат и вистинските пријателства овдека е зачетокот на вистинските пријателства што се формираат за понатака нели низ кариерата, затоа што сега сме колеги како студенти, за 10 години или за помалце ќе бидеме колеги и доктори со кои што треба да соработуваме еден ден, затоа што мора да признаеме медицината е еден сврзан гердан кој што не може едно без друго. Така да би се согласила апсолутно со вас. Да, и плюс ние многу време поминуваме заедно. Да. И на факултет, и на вежби, и во читална, и дружење, учење, многу голем дел од денот сме заедно. И на вистина сега не дека сум од медицински факултет, ама најголема дружба има кај нас. И најпознати сме своји медицински забави, имаме нели секоја среда после колоквиумска и така натаму и така натаму. Така да многу се дружиме стварно. И читалната е преполна. 90% се студенти по медицина, после вежби, пред вежби, така да има дружба. И тоа голема.
Апсолутно би се согласил. Баш и професорот кога кажав, кога нели имало спортски надпревари, па и професорот бил дел од нив, а и сега што го споменавме надпреварот на кој што минатата година на Универзитетски лиги медицински факултет беше првак, некако мене ме прашуваат како вие студентите на медицина постигнувате се. Еве мене лично ме прашуваат како постигнуваш да одиш на вежби, да учиш, да полагаш, па да снимаш емисија и останати ангажмани што ги имам студентски и некако велат тоа е многу интересна изрека што баш многу луѓе ми имаат кажано и постари па и наша генерација, вас с медицинарите за се си ве бива. Сега ме интересира, мене ми имаат прашувано зошто е тоа така, ви што мислите зошто е тоа така, професоре? Малку ви ласкаат. Да. Нека не бива за све, бидејќи ќе им треба да. Меѓутоа, што сакам да го кажеме дека ја стварно бев фасциниран, доаѓам како декан, нели, и ми кажуваат ќе играме некое финале. Викам, што играме финале? Па викаат ќе играме финале во кошарка. Или не беше во кошарка, нешто ракомет, женска репрезентација, викам, не ми се верува дека нашиве студенти може да се справат со овие факултети каде што има многу по-силни екипи, така. И за наредната година направивме, донесовме одлука на деканатска управа да се купат дресови, сите спортски екипи да се максимално опремат, да им се овозможат термини за тренирање. И уште тогаш најавивме, секој што ќе освои прво, второ или трето место, ќе има некакви бенефиции, не ги кажавме кои, и доаѓа наредната година. Мислам дека стварно ги мотивираше студентите, не тоа дека некој нешто им дал, него дека некој уопште ги забележал дека тоа го прават. И бевме први скоро све, а финалето кошарка го игравме со ДИВ, бевме сите таму, навивавме, цел дека дури министерот за спорт дојде, ректорка да дојде, така да имаше баш онака убава атмосфера. За жал изгубивме за 3 поени, бевме втори, ама усев купурен пласман, бевме први на нешто на што сум навистина горд како на вас, како студенти, се надеваме година, тоа ќе го повториме. И што беа бенефициите? Мислам дека сите што беа прво место им намаливме 75% од целосно. Да. Наде е член на деканатската управа ги знае. Значи 100% од партиципацијата, тие на второ 75 и трето 50. И ако имаше барање да бидат се за сите исти, викам не може. Не е во ред тоа. Се знае што е прво место. Јас многу често кажувам, нас порано науча, важно е да се учествува, не е важно да се победи, до некаде е така, меѓутоа верувајте, кога нешто го правите, треба да се трудите да сте први. Апсолутно. Второ место не е важно. Се согласувам апсолутно. Сега ќе се навратиме на поглавниот дел, односно фактички како функционира медицинскиот факултет. Знаеме дека моментално се наоѓаме пред полагање на матура, полагаат нели средношколците и едни студенти. За медицински факултет слободно можам да кажам дека секоја година се пополнуваат уште веднаш и тоа се пријавуваат и повеќе од што треба, буквално е тепачка. Двојно. Да, тепачка за кој ќе влезе на медицински факултет и реални мора да бидеме дека најдобрите матуранти се запишуваат на медицински факултет. Секако има исклучоци, нели? Јас би сакал малце да ги запознаеме повеќе матурантите и средношколците со тоа, професоре, кои студиски програми моментално ги имаме на медицински факултет и дали можеби имаме информација колку слободни места имаме за општа медицина, еве конкретно за предстојните уписи кои што ќе бидат ова лето. Се надевам дека сите ќе ги кажам, многу се, стално некој од програмите заборавам. Секако најпопуларни се од првиот циклус до дипломските студии по општа медицина. На македонски и на англиски јазик од пред 2 години ги запишавме првите странски студенти кои што студираат на англиски јазик медицина. Програма за која што навистина многу се боревме, многу работевме, беше многу тешко да ја стартуваме, со оглед дека тие студенти се од странство, треба да нострифицираат, да поминат сигурносни, односно безбедностни сертификати да добијат и така натаму. Ама ми е многу мило дека таа е стварно ставена на здрави нозе, бидејќи оваа година веќе имаме 76. Од првиот циклус уште имаме и 4 годишни академски студии за логопеди
Имаме 3 годишни стручни студии за медицинска сестра, за акушерка, за рентген диагностичар, за физиотерапевт и сега сигурно нешто ќе заборам, оптометристи, тоа е исто нова програма која што ја акредитиравме минатата година и ги запишавме првите студенти. Од втор циклус имаме, тоа се едногодишни горе дело студиски програми, бидејќи оние кои што се запишани на 3 годишни стручни, потоа може да идат на втор циклус едногодишни, ние ги викаме тоа како специјализации, и тука се за медицинска сестра. Во тек е акредитација на програмата за парамедици, таа ја имаме и во прв циклус, еве нешто што заборев, меѓутоа се уште е во процес на акредитација, 3 годишни студии ќе бидат за парамедици, нешто што го правиме во соработка со владата на Република Македонија, која што за подобрување на брзата помош во државата смета дека е ова многу важен сегмент и ние како факултет тие 2 програми ги акредитираме во моментот. Очекуваме да запишеме студенти од септември. Од втор циклус уште имаме едногодишни стручни студии и за физиотерапевт, мислам, и 3 годишните се клиничка, тоа се докторски студии практично, за клиничка медицина, базична медицина, молекуларна медицина и јавно здравје. За јавно здравје имаме, се разбира, и во вториот циклус. Така да голем број на програми. Она што веруваме е најинтересно за сите е општата медицина. Тамо по акредитација ние имаме место за 200 студенти и на тоа секоја година правиме или добиваме инструкција од универзитетот колку ќе запишеме и во националностите. Тоа иде според процентот последниот попис. Ама грубо кажано, ние запишуваме годишно на општа медицина 250, да речеме, студенти, а во прв уписон рок секогаш аплицираат помеѓу 500 и 600 студенти, односно матуранти. На англиската програма минатата година, првата година имавме 37, оваа година имавме, односно предминатата имавме 37, минатата 76, оваа година навистина очекувам дека ќе имаме над 100 студенти. Тоа е изворена можност за финансиска придобивка не само на факултетот, највеќе на факултетот, меѓутоа и на универзитетот, имајќи во предвид дека навистина драматично опаѓа бројот на студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи, мислам дека ова е единствениот начин од каде што треба да се регрутираат нови студенти со цел баш така на финансиска консолидација на универзитетот. Во крајна линија, странските програми и странските студенти се нешто што носат многу поени во листите за рангирање на универзитетите. Практично и да немате земји, еве например Англија има најголемиот дел од универзитетите, Малта не живеат од странски студенти и по Брекзитот има многу сериозен проблем околу нивното одржување. Така да, Филип, медицината секогаш била атрактивна, ја и не гледам дека некогаш тоа ќе се промени. Сега во државата имаме уште 2 медицински факултети. Она што најчесто се случува кај нас прво аплицираат матурантите, па доколку не успеат кај нас одат на другите 2 факултети. Државата продуцира сериозен број, би рекол, на доктори секоја година. За жал, голем дел од нив и заминуваат надвор од земјата, но она што сметам дека навистина треба да се направи е да не дозволиме оние институции, оние факултети кои што ја носат традицијата на високото образование во државата да страдаат заради сите овие нови појавени, да речеме, факултети, и мислам дека тука државата навистина треба да води голема сметка за тоа. Апсолутно се согласувам. И сега интересен момент е за тоа што верувам и на нашите гледачи, особено доколку тоа го гледаат матурантите, е тоа што оваа година програмата по општа медицина доби нова акредитација.
со тоа што студиската програма е изменета, предметите се изменети, имаме некои предмети што се споени, кои што досега беа на 2 дела се нели слушаа и полагаа. Дали може нешто повеќе околу тоа да кажеме и дали сметате дека со самата акредитација нели на програмата носи повеќе клиничка изложеност на студентите? Мене ми е многу криво дека вие двајца студирате по претходната програма и со вака стварно нетрпение очекувам да се запишат од септември првите студенти кои што ќе студираат по новата програма. Не се премногу сменети наставните содржини, колку што е сменет концептот на слушање на наставата и на полагање на испитите. Прво, она што го имавте анатомија 1, 2, 3, 5, 10, така тоа веќе нема да го има, ќе биде еден испит, така полагате анатомија, полагате патологија, полагате хирургија, еден завршен испит и со тоа многу се намали бројот на предмети практично. Мислам дека претходната имаше околу 80 предмети. За да дипломирате 80, стварно не знам, премногу, сега е тоа намалено на некаде 50 на предмети. Не дека сме ги напалиле наставните содржини, него начинот на кој што вие ќе ги полагате. Меѓутоа, она што е многу битно, а тоа е особено во клиничките предмети, е дека направивме една интеграција по хоризонтала на различните области, така од медицината, кои што ќе ги слушате во исто време и ќе ги полагате во исто време. Што сакам да кажам со ова? Порано се случуваше да во 4-та година полагате во испитна сесија 8 колоквиуми и ниеден со еден немаат врска. Полагате гинекологија, па дигестивна хирургија, на педиатрија полагате, не знам, ЦНС, односно на болести на нервен систем, гледате слики на рентген од граден кош и така натаму. Имаше баш така една неинтегрираност. Сега, она што ќе се случува е дека ќе ги слушате предметите по системи. Тоа значи дека на хирургија, ако предаваат професорите по абдоминална хирургија, на интерна во истиот момент ви предаваат гастроентеролозите, значи повторно абдомен, на рентген гледате слики од областа на абдоменот, така да има една целина. И кога ќе полагате одеднашка, вие гледате дека полагате различни предмети, меѓутоа полагате истата област. Болести на дигестивен систем. Истото ќе биде неврохирургија ви предава за мозок, неврологија, така е, од интерна медицина во тој момент го слушате, на рентген ви покажуваат слики и компјутери од глава, така да тоа е она што го направивме. И јас имав дури идеја да бидат така и предметите структурирани, да се викаат болести на нервниот систем. И тоа да содржи хирургија, интерна и така натаму. Не успеавме тоа до крај да го договориме со професорите. На крај најголем проблем излезе кој ќе го носи предметот, дали интернистите или хирурзите. Меѓутоа тоа е помалку битно. Она што е побитно е дека ќе се слуша наставата интегрирана по хоризонтален пат. И мислам дека навистина ќе биде значително подобрување на квалитетот на таа програма. Така. Надица, од друга страна, ти како што напоменавме, твоите студии, сите испити ги имаш положено по старата програма која што е. Од студентска перспектива, еве, ти како личност и студентка која што имаш поминато по старата програма, а добро си запознаена со новата акредитирана програма, што значи новата акредитација за студентите и за идните студенти што ќе се запишаат? Дали ќе се чувствува како реална промена или само како формалност? И така како реална промена, меѓутоа морам да нагласам дека ова е една од најпозитивните работи што можеше да се направи на медицински факултет, бидејќи кога ние посветуваме еве хирургија, кардиологија, еве да земеме. Јас еден месец ако посветам месец и пол, 2 време само на кардиологија, слушам во тој момент предавања само од кардиологија, одам на вежби по кардиологија, јас можам многу подетално и пофокусирано да навлезам во материјалот кој што го учам. И пак се враќаме на она дека времето е она кое што ни е најпотребно за да ги совладаме, нели, да го совладаме материјалот. Со ова добиваме на време, добиваме можности за
подобра пракса, да не биде се на брзина, како што е сега, например. Имаме вежби кардиологија од интерна кои што траат 2 до 3 недели и тоа е се. Меѓутоа, ако активно ги следам предавањата и одам на вежби, ќе имам нели поголема можност да научам повеќе. Она што е многу важно и што сакам да го истакнам по повод новата акредитација е тоа што ќе имаат можност студентите по медицина во текот на студирањето со новата акредитација која што впрочем ја следи акредитацијата која што е во другите европски земји да отпатуваат нели на Еразмус програмите во текот на нивното студирање, пример во 3-та, во 4-та година и така натаму, таму да ги слушаат тие предмети. Тоа кај нас во моментов е возможно само во 6-та година кога ги имаме нели клиничките пракси. Со новата програма ќе им се овозможи на студентите во текот на студирањето да нели да одат на такви искуства со размени во други држави бидејќи ни се поклопува акредитацијата. И тоа е така една важна промена. Исто што морам да напоменам е со оваа нова програма која што за студентите не знаат они дали е стара или нова, они прв пат се запишуваат, ново искуство има. Она што мислам дека треба да се внимава и да се потенцира е тоа што и професорите и асистентите ќе треба да се прилагодат на оваа нова програма. Значи, да биде тоа како што е осмислено. Ако се семинари, да бидат семинари, да има активна вклученост на студентите во тие семинари, да се дискутира повеќе, да се, нели сега тоа популарно е брейнсторминг, да се прави во моментот на предавањето со цел да се развијат нели тие синапси кои што ги развиваме во текот на нашето студирање. Така да и студентите, ама и професорите и асистентите на факултетот имаат огромна улога во колку оваа програма ќе биде успешна, а како е сега поставена, очекуваме да биде врвна. Апсолутно се согласувам, затоа што и јас ја прегледав програмата што е нели предвидена за новите студенти, мене ми се ептен допадна. Како што спомна деканот и штета што ние не сме по таа програма, но ете за идните генерации било супер можност и се надевам дека ќе се покаже како проект кој што ќе допринесе како и за успешни лекари да се формираат на медицинскиот факултет. Надица, сакам да те прашам, ти скоро па горе и доле, скоро целото твое студирање си во студентска организација, поточно факултетското студентско собрание, на почетокот како делегат, подоцна како претседател на факултетското студентско собрание. Не можам да не спомнам за конгресот кој што го организиравме минатата година во октомври, односно третиот интернационален конгрес на факултетското студентско собрание и многу други настани кои што биле од едукативен карактер, а сме ги дале на студентите на медицински факултет. Со тоа сакам и да те прашам, дали мислиш дека студентите на медицински факултет, сега како ја согледуваш ситуацијата, нели, се желни за наука, да научат нешто повеќе? Дали мислиш дека самите нели настани, и нашиот конгрес што го организиравме од факултетското студентско собрание се поттик за да можат да се усовршуваат и како повеќе професионално, а не само да учат нели од книги, како знаеме дека има и такви студенти што само тоа го прават, а мислам дека и ваквите настани се и како нели голем допринос имаат во самото образование. Сакам да слушам твое размислување на таа тема. Знаеш дека ние сме 3 студентски организации кои што перфектно функционираме и сме доста активни, мислам, секојдневно во текот на додека трае семестарот и после семестарот со размените кои што ги имаат ММС и ЕМСА. Во текот на семестарот, додека ние си ги слушаме редовно нашите предавања и вежби, организираме нели и настани, конгреси, симпозиуми, односно тоа нели се екстракурикуларни активности на кои што посетеноста е огромна. Значи секогаш е пополнет бројот, секогаш минути се во прашање кога ќе се фатат местата, што покажува дека студентите имаат заинтересираност да посетуваат нели настава која што е надвор од нивната редовна програма. Сега она што треба ние да го правиме за да бидеме уште подобри во тоа е тоа да го гледаме како поттик за ние дополнително да читаме дома. Значи, ако одиме на некој настан, пример, одредена тема, слушаме одредено предавање, тоа да ни биде поттик за понатаму дополнително да го истражиме истото. Цело време, тоа што е добро, што морам да го напоменам, цело време бараме нови теми, следиме трендови, не се повторуваме, цело време нешто ново се случува.
Така да тоа е убаво и убаво е што студентите се нели вклучени во такви активности. Се надевам дека тоа и ќе продолжи, бидејќи многу си ги сакаме, баш приврзани сме во студентските организации. Кога тогаш сите студенти одат во некоја студентска организација, дали ФСС, дали ЕМСА, дали ММС, така да тоа не е така вмрежано на сите. Апсолутно, морам да се согласам, затоа што и едно многу богато искуство за секој студент доколку нели биде дел од таква организација или па доколку нема толку амбиции за да троши време на нели на организации па да учествува на самите настани нели од организациите. Исто така сакам да те прашам, ти како претседател на факултетското студентско собрание веќе втор мандат и претходно нели како делегат, сакам да прашам, еви деканот ни овде и тој може нели да ни каже, каква е комуникацијата помеѓу деканатската управа и ти како глас на студентите, еве? Да. Помеѓу студентите и деканатската Да. управа, така. Јас нели сум член во деканатската управа, бидејќи сум претседател на факултетското студентско собрание и морам да напоменам не дека деканот е тука, меѓутоа комуникацијата е одлична. Секое барање кое што студентите го имаат, дали е индивидуално, дали е во склоп на организација, секое барање ни е прифатено. Значи нема нешто што сме побарале а да не ни е овозможено. Од поддршка за конгреси, симпозиуми, до прифаќање на идеи, до предлози како таа идеја која што имаме да ја нели накитиме, надоградиме. Така да комуникацијата е одлична и многу ми е драго поради тоа, бидејќи се создава една, како да кажам, слобода помеѓу студентите и деканатот, кое што можеби не е толку, како да кажам, често, меѓутоа е во многу голем прилог на студентите, навистина. Секое барање, буквално се што ќе доставиме во најбрз можен рок ни го прифаќаат, ни го надоградуваат, така да само пофалби од моја страна. Земо ако незгодно. Да, ма стварно е така. Стварно е така. Немам коментар. Стварно е. Се шалам. Ама сакам да кажам нешто. Видете, во крајна линија вие сте авангардата на ова општество, вие сте оние кои што треба да го наследат сето ова. И јас секој сум викал, на вистина факултетите постојат ради студентите. Би било многу чудно да таа комуникација меѓу било која деканатска управа и студентските организации или било кои студенти не функционира. Верувам дека е така и на другите факултети. Лимитирачки фактор може би се нели финансиите за некои факултети. За среќа медицинскиот факултет сега во таа смисла нема многу сериозни проблеми, бидејќи ние генерираме прилично големи средства не само од наставната дејност, бидејќи медицинскиот факултет работи огромна здравствена дејност, под медицинскиот факултет припаѓаат 11 институти, од кои што 5-6 се буквално гиганти во клиничкиот центар и сите тие даваат и здравствени улоги. Имаме и голем договор со Фондот за здравствено осигурување, така да за среќа медицинскиот факултет го нема до толку тој проблем. Секогаш има проблеми со финансии, без разлика што на сметките имате пари, не дека ви се дадени да ги трошите вие како сакате. Ама ако станува збор за студенти, ја навистина не сакам да размислувам дали треба да се одобрат тие средства и мислам дека навистина деканатската управа секогаш имаше разбирање, така да она наде што го кажува е навистина така, секое барање кое што е нормално разумно и во рамките на законски можното за факултетот било направено и тоа сигурно така ќе продолжи без разлика кој седи на столчето декан, бидејќи мислам дека сите го имаат ова мислење, некако е природно и нормално да го имате тоа мислење дека деканот е тука за вас, така за вашите потреби да ги исполни без некое посебно размислување. Така, апсолутно. Надица, искрено твоја гледна точка, кои мали промени би направиле најголема разлика за студентите? Генерално на факултетот. Бака. Одори за да, се. Бака. Во однос на нема да зборувам за технологии и така натаму, пошто верувам дека се што ево можност на деканатот да ни овозможи, би ни овозможили и тоа го прават.
Јас би зборувала малку повеќе за односот кој што го имаат студентите, нивниот пристап према учењето и како, бидејќи асистентите се во најголем дел од времето во контакт со студентите, како они пристапуваат према студентите. Значи, колку што може, бидејќи еве јас сум сега и демонстратор на катедрата по анатомија. Колку што може асистент да мотивира студент да научи, не може никој друг. Колку што може асистент да поттикне дискусија помеѓу студенти, јас како што викам да ги разбранам малку студентите, да поставам едно прашање, друг да одговори, да има така наречена здрава конкуренција, еден да каже сега повеќе, па потоа друг. Така да мислам дека асистентите кои што се во најголем дел од времето со студентите имаат многу, не мало, туку голямо влијание за како студентите ќе пристапат према материјалот и колку ќе ги мотивираат. Тоа навистина многу значи и еве до асистентите кои што ние имаме одлични асистенти, тоа морам да го напоменам, да се вклучат уште поактивно, бидејќи тоа навистина многу им значи на студентите. И една пофалба и насока ќе биде убаво, голямо влијание, не мало. Така се согласувам. Сега ќе се навратам повторно на деканот. Професоре, дали ќе може да сумираме накратко кои се проекти вие ги реализиравте во текот на вашиот мандат и кои нели се планирани да бидат реализирани до крајот на вашиот мандат? Па баш ќе почнем од она што последно го кажа Наде. И ова е навистина така, асистентите се навистина она карика која што е многу важна во практичното исполнување на наставата. И кога дојдов како декан, со години наназад, да не кажам и децении, асистентите кои што беа од клиниките, тие се сите доктори вработени во здравство и со двоен работен однос, таков сум и ја впрочем од хирургија, така со двоен работен однос вработени на факултетот, имаа навистина многу мал финансиски додаток. И ќе ви го кажам, беше 3000 денари. Што е навистина една така, како да кажам, дури состојба која што навредува, така да имате толку мал додаток како асистент. И нешто прво што ми беше во фокусот е да тоа се смени. Видите, вие не можете да барате од луѓето одговорности да имаат големи, да се вложуваат, а за тоа никако не се компензирани. Или јас секој што викам, направи ги условите за работа, па потоа барај одговорност од оние кои што се вклучени во тој процес. И навистина во многу разговори со Министерството за образование и за финансии успеавме тој додаток значително да го покачиме, особено кај клиничарите, бидејќи институтите и институтските професори и асистенти се фултајм вработени на факултетот со полно работно време, они се баш вработени во образование и со новиот колективен договор кој што им овозможи покачување 30% и 30% практично добија големо зголемување на платите. Дај Боже да е уште поголемо, меѓутоа сакам да кажам сега е една, да речеме, солидна плата, а додатоците вам остана мали, така да од минатата година тој сега финансиски додаток за асистентите на клиниките е 15.500 денари месечно, што не е веќе малку, така нешто малку повеќе се зголемија и за професорите. Така да тоа беше еден од главните фокуси, да речеме, на новата деканска, односно деканатска гарнитура, да се тие состојби подобрат. Од друга страна беше инфраструктурата. Битно е и каде сето се ова го реализирате и таму на вистина има многу мегдан за работа, ама пак фокусни беа некако студентите. Клиничкиот центар се наоѓа на државно земјиште, тоа е земјиште на Министерство за здравство, за се нешто треба дозволи, една обична фасада да направите на зградата, пошто се згради од А категорија ви се потребни сите дозволи од Министерството за транспорт и врски, ама успеавме конечно институтската зграда да ја смениме на фасада која што траеше, па не знам, 60-тина. Јас студирав во таа зграда со таа фасада и сега тоа има еден нов убав, модерен лик, навистина
првиот контакт на студентите кои што се запишале, викаат кај е факултетот, ја гледаат таа зграда и сакав да биде убав, да биде пријатен. Така да тоа успеавме да го реализираме, иако со повторно кажам, многу маки заради сите дозволи кои што се потребни за санирање на такви објекти. Се еден главен фокус имавме на читална и библиотека за студентите, која што за да изградиме во процес сме, тоа е нешто што ќе го реализираме во иднина, на изготвување на урбанистички план за клиничкиот центар, каде би била сместена една убава, голема, модерна и библиотека и читална, ја викам мултифункционален објект, за која што веќе имаме и проекти и се, само го чекаме урбанистичкиот, да ни каже државата тука треба да ја ставите, нели, за да отпочнеме тоа да го реализираме, ама до тогаш со помош на донација од Стопанската банка барем успеавме едно мало катче да го направиме, Топси читална беше? Да, Топси. Да го направиме така пријатно за студентите, каде што ќе може да седите меѓу часови, да читате и да учите. Ние оддалеку не ги задоволува, би рекол, по капацитет овакво потребите, ама па по квалитет стварно е убаво и пријатно и конечно барем го има тоа факултетот. Мислам дека тој ми беше и најдраг можда од сите проекти. Втората беше здравствената дејност, значи институтите секогаш, бидејќи се под образование, своите апарати за работа ги добивале или од Министерството за образование како донација или од донација од меѓународни организации и така натаму. А на некои места имаше сериозни, да речеме, недостатоци, особено да речеме Институтот за патофизиологија, тој е единствен референтен кој што работи одредени здравствени услуги, има потреба од една нова спект ЦТ камера која што е многу скапа и не се произведува така лесно. Меѓутоа, во повторно соработка со Министерството и за образование и за финансии успеавме да избуткаме едно огромно проширување на буџетот на факултетот минатата година, така да се набави опрема за сите институти во вредност од некои 120 милиони денари. Така да Институтот за судска медицина доби еден високо специализиран апарат за токсиколошки анализи. Институтот за патофизиологија го набавивме тој спек-ЦТ. Институтот за микробиологија доби исто така многу софистициран апарат за одредување на микроорганизми и сепса и Институтот за патологија на вистина многу опрема. Тој пак институт има огромен волумен на работа. Институтот за патологија има недостаток на патолози, како што сите знаеме, така да за да ги подобрувате таму условите односно за да ги убрзате процесите, сигурно не можете со кадар, пошто нема од каде да го креирате, ви треба 7 години за да направите на патолог. Единствениот начин таму да се убрза диагнозата е да инвестирате во современа опрема и мислам дека тој институт може би добива и највеќе од сето тоа. Што се однесува до наставата, многу работевме на новата акредитација на таа програма, да се сето тоа уедначи со толку голем број на професори. Медицинскиот факултет во моментов има над 300 професори, некаде 306-7 и околу 600 асистенти, навистина сме еден вакан град умало. Тоа беше и предизвик, меѓутоа и многу тешко сето тоа да се усогласи. Знаете, луѓето кои се навикнат на нешто, тоа е многу тешко после вие да го промените, особено ако тоа функционира. Па и вака е добро, е најчесто, нели, терминот што го слушате, ама тоа успеавме да го направиме и успешно да ја акредитираме таа програма. Голем предизвик беше запишувањето на странските студенти. Таа програма ја реакредитиравме 2023, мислам, или 4-та, па ги запишавме и првите студенти, се соочивме со сите проблеми што странски студенти ги имаат во државата, од нострификации, дозволи за престој, па знаат англиски, па не знаат, па им треба подготвителна настава на англиски.
ама ми е мило дека таа настава се реализира и не е битно од се, конечно од таа настава и професорите од прва и втора година веќе имаат и бенефит, односно се исплатија хонорари. Инаку тие студенти навистина плаќаат огромни суми за да студираат на нашиот факултет. И сега безброј мали работи, овие би ги издвоил можда да речеме како главни, кои што се тековни, огромен е факултетот, медицински факултет е навистина голем факултет, секојдневно вие се соочувате со предизвици кои што требате да ги решите, така да тешко е, ама сме се нафатили и ќе го тераме. Баш ми е мило и јас себе оваа прилика ќе ја искористам да ви честитам на сите реализирани проекти. Се надевам до крајот на вашиот мандат дека ќе ги изреализирате и сите планирани проекти. И еве некако за крај, сакам да ве прашам која е вашата визија за медицински факултет? Па Филип, знаеш како јас го гледам медицинскиот факултет како еден спој, да речеме, на традицијата со, да речеме, модерна трансформација. Ние не смееме да се откажеме од тоа дека сме формирани 47-та година, другата година славиме 80 години постоење и таа традиција навистина е нешто за кое што мораме да се бориме, да ја истекнуваме, особено кога живееме во ера каде што сите би да отворат по еден или факултет. Меѓутоа мораме да ги следиме и модерните текови, така да таа модерна трансформација никако не сме да заостанува, особено што ја навистина медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје не го гледам само како домашен најсилен факултет, него веќе и како еден регионален таков центар и нема зошто во тоа да се сомневаме, ако се пишуваме странски студенти, така и доаѓаат да студираат на УКИМ, ако голем дел од соседните земји запишуваат докторати, и имаме голем дел на докторанди и од Албанија, и од Косово, и од другите земји, тоа е нешто што медицинскиот факултет мора да го искористи, бидејќи ние не смееме да останеме само на давање на постојните знаења, туку и на креирање на нови. А тоа можете да го направите само низ една сериозна инвестиција во научната работа на факултетот, кој што ќе креира нови знаења. Така да тоа е мојата визија за медицинскиот факултет, малку поширока од рамките на нашата држава. Така. Еве, Надица, ти за крај, што би имала да порачаш на идните студенти на медицина и на сегашните студенти? На идните студенти, кои што ќе се запишат еве и по новата програма, им порачувам да бидат, да имаат прво голема желба, сигурно имаат желбата, меѓутоа да постават јасна цел по која што ќе се движат додека студираат, да истражуваат, да се љубопитни, да се гладни за знаење, да се прашуваат зошто, како, да бараат одговори, да си поставуваат сами прашања. Истото им го порачувам и на студентите кои што тековно студираат и им посакувам многу успех во понатамошната кариера, со знаењето кое што го добиле од медицински факултет, а повторно морам да напоменам дека навистина сметам дека ние како студенти на медицински факултет во Скопје при УКИМ сме и tekako спремни и теоретски и практично и сме компетентни со студентите кои што се од останатите европски држави. Сметам дека сме баш спремни и посакувам среќа на сите студенти и на новите и на оние кои што тековно студираат. Така, ти благодарам, Надица. Јас, еве, за самиот крај, сакам да се заблагодарам и на професорот и на Надица, особено на професорот затоа што утре веќе има конгрес, кој што главен организатор на конгресот е токму деканот, затоа што тој е претседател на Сдруженијето на абдоминални хирурзи. И јас со оваа можност сакам да искористим и да го најавиме конгресот. Па, професоре, колку дена ќе трае и што ќе се случува на самиот конгрес? Што да очекуваат самите учесници? Значи, од утре започнува 18-тиот
Европски конгрес по дигестивна хирургија. Како што вие знаете, меѓутоа и за другите студенти да знаат, пред 3 години направивме првата трансплантација на црн дроб во државата. Тоа навистина вака одекна кога ги објавувавме тие резултати по европските конференции пред минатата година. Навистина сите вака беа фрапирани дека тоа сме го направиле сами. И во сите тие контакти се роди желба токму од првите луѓе на Европското удружение, па дајте да дојдеме во Македонија, еве бидете вие организатори на наредниот 2026 конгрес. На почеток реагирав одлично, супер, меѓутоа потоа сватив каква одговорност преземавме, меѓутоа она што ми е особено мило е дека за сега подготовките си течат како што сме ги планирале и се надевам дека утре ќе ги пречекаме, па вака кажано, кремот на европските дигестивни хирурзи во Скопје. Навистина доаѓаат импресивни имиња, шефот на Хайделберг, например, професорот Микалски, шефот на Memorial Sloan Kettering Центарот од Њујорк, Јарнаген, многу звучни имиња. Сите тие ќе бидат присутни во Скопје, конечно да ја видат, нели, Македонија и верувајте за многу мала некаква сега котизација имаат можност нашите доктори да ги видат тие имиња за кои што некогаш плаќаме илјадници евра за да ги гледаме во Европа или во Америка. Јас сум председател на конгресот, бидејќи така одлучи Европското здружение, а сето тоа е во организација на Македонската асоциација на абдоминални хирурзи. Исклучително сум возбуден заради целиот настан, вие сигурно ќе присуствувате. Се надевам дека ќе имаме можност со сите овие професори да оствариме поблиски контакти. Тоа е еден од начинот на кој што се вклучувате во европските научни текови за работење на проекти, за креирање на трудови. Сето тоа ќе му помогне на медицинскиот факултет, меѓутоа не само на медицинскиот факултет, особено на универзитетот, на УКИМ, да постигне поголема видливост и на тие рейтинзи малку полека да почнуваме да се качувам, иако ја тие рейтинзи воопшто вака не ги сакам, бидејќи рейтинзите никаде на ранглистите не мерат какво е давањето на знаењето од професорите кон студентите, односно не го мерат она каков производ вие произведувате, него се стрикно фокусирани, да речеме, на научната работа. Сега вака грубо кажано, не дека е само тоа. Ама еве, баш во тоа можност да помогнеме, да научниот капацитет на факултетот го зголемиме. Така. Јас овде можам да ви посакам успешен конгрес. Се надевам на успешна имплементација и успешен завршеток. И уште еднаш да ви се заблагодарам од срце. Почитувам професор, аз ви благодарам многу и со сите милиони врски што ги имавте, што извоивте време да бидете гостин во емисијата Студентски пулс. Надица, ти благодарам и на тебе на одвоеното време. Се надевам дека ќе имаш една успешна и блескава кариера, и лекарска и докторска, ти посакувам и наставно-научна дејност и кариера. Со тоа што ви благодарам уште еднаш и се надевам дека како декано што најави за формирање на ваков медиумски центар и на медицински факултет, па таму да се видиме во некое вакво издание. Јасно, можам само да кажам амин. Јас. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, Филип. Почитувани наши студенти и гледачи, ви благодариме што бевте и со нас и ова издание на емисијата Студентски пулс. Се гледаме во наредната емисија.